Добро вечер во емисијата 360 степени насат. Еве ги темите. До оваа врата во еден од собраниските ходници пишува Совет за граѓански надзор. Тоа е тело кое на барање на било кој граѓанин може да провери дали тој е нелегално прислушуван. Но шефовите на дипломатиите на ЕУ расправаа за Западен Балкан. Die Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien dann auch im Frühsommer zu eröffnen. Цената на пшеницата во Србија е веќе зголемена за 25 евра по тон, што значи ако е таму зголемено 10%, нормално од сегашните цени ние што ги имаме, значи секако ќе се зголема за 10 до 20%. Дали владините субвенции за зголемено домашно производство на пченица ќе дадат резултат? За непрекинато да има вода во чешмите на Скопјани, вклучени се сите расположливи резерви, вклучувајќи ги 7 бунари од лепеници нерези. Во моментов се работи на алтернативни извори. Тоа се постоечки 3 бунари од бунарскиот систем во Инџипово. Останете со нас и по рекламите. Вие сте со 360 степени. 7 години по скандалот со масовното незаконско прислушување и 4 години по носењето на новиот закон за следење на комуникациите, во земјава се уште нема функционален систем за надзор. Зошто и има ли политичка волја да се отстранат пречките од Зоран Јовановски? до оваа врата во еден од собраниските ходници пишува Совет за граѓански надзор. Тоа е тело кое на барање на било кој граѓанин може да провери дали тој е нелегално прислушуван. Но внатре има само малку инвентар, но не и луѓе. Всушност, последниве 3 години во оваа просторија се одржале само неколку состаноци. Всушност, во оваа канцеларија суштински ништо не се случи, иако Советот за граѓански надзор беше формиран уште во 2019 година врз основа на тогашниот нов закон за следење на комуникациите. Тој закон пак беше дел од пошироката реформа на безбедносно-разузнавачкиот систем, за да не се повтори скандалот со масовното незаконско прислушување. Примерот за формирање на Советот беше земен од хрватското законодавство. Неговата идеја воопшто е всушност да се прошири кругот на тој или на некој начин да се прошири тој формален надзор над работењето на безбедносните и разузнавачките служби, конкретно или посебно над следењето на комуникации, над законитоста на примената на мерките за следење на комуникации. Значи, демократски надзор, проширен надзор од страна на експерти и од страна на представници на невладиниот сектор. Еве како требаше да функционира. Според актуелниот закон за следење на комуникациите, секој граѓанин што се сомнева дека е нелегално прислушуван, испраќа представка до Советот за граѓански надзор. Советот бара од Собраниската комисија за надзор над следењето на комуникациите да изврши надзор за да се осигура дали телефонскиот број на граѓанинот е или бил незаконски следен во последните 3 месеци. Комисијата во рок од 15 дена доставува известување до Советот дали е или не е констатирана злоупотреба. Советот го известува граѓанинот ако е констатирана злоупотреба и обвинителството. По претходна најава, Советот може и самиот да влезе во оперативно-техничката агенција ОТА и во властените органи, но за разлика од пратениците кои добиваат пристап и до така наречените логови, членовите на Советот може само да го споредат бројот на судски наредби со бројот на телефони што се следат. Во првиот состав на Советот од 2019 година, поранешната судика во Страсбур Маргарита Цаца Николовска беше избрана за председателка, а покрај неа беа избрани уште 6 членови – професори, правни и информатички експерти и представници на невладиниот сектор. Веќе следната 2020 година, Цаца Николовска и членовите Калајџиев и Стојановски си поднесоа оставки. На професорот Илиевски пак во меѓувреме му истече мандатот, па Советот сега има само 3 члена, чиј мандат истекува месецов. Во законот стои само дека просторните услови за работа на Советот ги обезбедува Собранието, а финансиските средства за работа на Советот се обезбедуваат од буџетот на Република Македонија. Како тие средства ќе се префрлат од буџетот,
на Советот не е одредено. Нивните апели беа дека треба да им се овозможи да ги користат средствата кои што во буџетот се предвидени за Советот за работа на Советот за граѓански надзор и преку тие средства, преку користењето на тие средства да овозможат отварање на веб страница на Советот, регистрација значи на веб страница, обезбедување на соодветните услови за работа во смисла на компјутери, сеф евентуално за доверливи документи, понатаму се она што е основно нужно, што е потребно за да може да профункционира Советот. Они, например, се жалеат дека немаат архива, немаат архивски број или подбројче каде што би можеле представките да всушност граѓаните да ги поднесат до Советот за граѓански надзор. Заради излез од ваквата ситуација, во јули 2019 година беа предложени законски измени. Но власта и опозицијата не можеа да се договорат дали со измените да се овозможи само користење на средствата или да се вметнат и други посуштински измени во законот, како пошироки овластувања за членовите на Советот. Ставовите беа спротиставени и во дебата во емисијата 360 степени пред една година. Без да се наруши концептот на законот, онака како што реформата беше замислена пред нецели 2 години, дека може да се интервенира во законот, со тоа што ќе го допрецизираме овој дел од законот за да му овозможиме на Советот да започне со функција. Ако сакаме шминка, ова е одлична состојба. 2 комисии, не една, 2, граѓански совет, меѓутоа тука нема суштина. Двотретинско мнозинство не беше обезбедено, па Советот до денес остана нефункционален. Каков совет ќе одлучиме да имаме? Што ќе се смени во законот зависи прво и пред се од политичката волја. Значи, мора да се расчисти во парламентот помеѓу мнозинството владеачко и опозиционо, прво дали сакаме да имаме ефективен и ефикасен совет за граѓански надзор. Ако сакаме, тогаш постојат различни опции како може да се постигне тоа. Каква и опција да се избере? Професорката Каровска-Андоновска вели дека Советот мора да биде независно тело. Следејќи го хрватскиот модел, апелира и на пошироки овластувања од оние што Советот ги има сега. Хрватскиот совет за граѓански надзор, например, може да, според нивниот закон, да врши, да прави увид во документација и во документација која се однесува на примена на мерки не само за следење на комуникации, туку и за друг вид на следење на поединци, така натаму, да прави увид во извештаите за работа на разузнавачко-безбедносните агенции, дури да повикува и да разговара со представници, со раководни лица. Освен кај Советот, надзорот над следењето на комуникациите е во ингеренции и на работно тело на Собранието составено од пратеници, на чие чело е Игор Јанушев, кадар на опозицијската ВМРО ДПМН. Тој е на иста линија како и неговиот предходник и сопартиец Емил Димитриев. Не станува збор за измени само за во делот на граѓанскиот надзор, туку станува збор за повеќе измени кои што гледаме во пракса после овие неколку години дека едноставно или не се добри решенија или не се апликативни во нашиот случај. Според мене, лично мислам дека е можеби најдобро да имаме комплетно ново законско решение. Идејата за нов закон за следење на комуникациите Јанушев ја подкрепува и со проблемите со кои тие како комисија се соочуваат кога прават надзор во институциите овластени за следење на комуникациите. Функционираме речиси 2 години без технички експерти, кои што се исклучително важни, бидејќи сепак следењето на комуникациите во денешно време се одвива преку електронски системи, дигитални системи, кои што треба експерт да пристапи во самите нив и да може да ги провери податоците, информациите кои што ги добиваме при вршењето на надзорот, дали се навистина такви со проверка на логови и сите останати нели работи. Миле Талевски, кој е претседател на Комисијата за одбрана и безбедност како кадар на владеачкиот СДСМ, се согласува дека има правни пречки поради кои Советот за граѓански надзор не може да функционира. Затоа ние и како политичка партија, како владеачко мнозинство испраќаме апел до опозицијата, нека достават предлог за начинот на испраќање на средствата,
на висината на доместокот кој што би го добиле членовите во Советот, ние апсолутно тоа ќе го прифатиме. Освен за Советот, Талески се согласува со опозицијата дека актуелниот закон има недоречености кои се пречка за надзорните комисии да ангажираат експерти. Решението е доколку стручната јавност, граѓанскиот сектор, парламентот, собранието утврда дека има некакви недоследности во делот на законот, апсолутно дека тие треба се останат врз основа на дискусија и аргументи кои што биле за и против. Но во конкретниот дел, за она кој што разговараме во овој момент, за непрофункционирањето на граѓанскиот совет за надзор на следење на комуникациите, тие се проблемите. Од владеачкиот коалициски партнер ДУИ велат дека се подготвени да поддржат евентуални законски измени. Ne, si Bashkim Demokratik për integrim. Dhe deputetet e Bashkimit Demokratik për integrim jemi të gatshëm, edhe pasi që për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit është e nevojshme 2/3 e votave, me thënë duhet një shumicë votash, ne jemi të gatshëm që të përkrahim çdo ndryshim plotësim të ligjit në mënyrë që të mundemi të kemi një mbikëqyrje të mirëfillt. Edhe këtë të njëjtën e kam thënë edhe në trajnime të ndryshme edhe takime që kemi pas me ekspertet për këtë çështje. Edhe pse për një efikasitet më të madh na duhet vullnet politik, kulturë politike dhe niveli i ndërgjegjësimit për nevojën e mbikëqyrjes mbi shërbimet e sigurisë. Професорката Каровска-Андоновска смета дека со тоа што речиси 4 години по донесувањето на законот, Советот за граѓански надзор стои во место, државата испраќа несериозна порака. Направени се под покровителство на ДИКАВ неколку анализи на овие закони во оваа сфера, констатирани се навистина законски, би рекла, слабости, недоречености, непрецизни норми. Така, отварање на мала врата за сомнежи во многу сфери. И затоа мислам дека не треба да се откажуваме. Таа подсетува дека наскоро ќе треба да се избере нов состав на Советот. Сега конкретно изборот на членовите на Советот за граѓански надзор во истата насока, што доколку не се избере. Значи практично ќе се откажеме од она што законот го предвидел. И ќе излезе дека законодавниот дом кој што го носи законот практично не го применува. А процедурата за избор на нови членови би требало да започне веднаш откако месецов ќе им истече мандатот и на оние што до крај останаа на овие позиции. Но дали има логика да се бира состав на тело што не функционира? Советот за граѓански надзор и унапредениот надзор од другите собраниски тела требаше да влијат доверба кај граѓаните дека афери како онаа со масовното нелегално прислушување нема да се повторат. Дали формата Совет за граѓански надзор ќе добие и содржина? Или од надзорот на тоа кој кого и зошто следи прислушува, ќе остане само празнина, како што е празна оваа просторија. Министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската Унија под председателство на високиот представник Жозеп Борел денеска во Брисел имаа стратешка дискусија за Западниот Балкан. Иако ова не беше состанок за носење одлуки, од многумина шефови на дипломатии се слушна пораката за потребата од што побрзо отворање на пристапните преговори со Северна Македонија и со Албанија. Германската министерка Бербок, например, го спомна почетокот на летото, а литванецот Ландсбергис рече дека не треба да се дозволи една држава, алудирајќи на Бугарија, да блокира стратешка одлука за ЕУ. Владимир Мирчевски. Дали звончето на Жозеп Борел со кое се означи почеток на денешниот министерски состанок на Советот за надворешни работи на Европската Унија е аларм за будење на процесот на проширување кон Западен Балкан. По часови дебата, шефот на европската дипломатија ги кажа резултатите од разговорите на кои за прв пат присуствуваа и 6 министри за надворешни работи од регионот. And there was a clear understanding that we need to launch a negotiation with North Macedonia and Albania immediately. I want to stress that, and I want to make clear my personal commitment as High Representative for Foreign Policy that we need to start the negotiations with North Macedonia and Albania. And I hope, more than wish, that this will happen during the French presidency, which is, by the way, ending its end.
Борел образложи зошто статус кво ситуацијата со Скопје и Тирана не може да продолжи. We all see that this delay is unsustainable. We cannot call Albania and North Macedonia that fulfill all conditions to remain seated and link each other if we don't offer them a clear perspective. This situation is not only harming them, it's harming us. It's costing us and the region too much in terms of credibility and political perspective. It's a present to Russia. It's a present to Russia and an occasion to further drag this on. Високиот представник на Унијата отиде и чекор понатаму. There is the strong will and a strong political commitment from the Council to push in order to avoid the crisis that could come if, before the end of the French presidency, this is not being solved. I am putting a limit of time. If it doesn't happen during the French presidency, I have to recognize that we will be in a strong crisis in our relationship with the Western Balkan countries. So we will do our best. We will continue to put all the pressure in order for both parts to reach an agreement. Од 27 земји членки, 26 биле за отворање на преговорите со Скопје и Тирана. Само една земја, Бугарија, ги повторила своите позиции. Натиск има, аз винаги съм казала, че има натиск и сега продължава, но нашата позиция е ясна. Очакваме Северна Македония да започне да изпълнява договора и да гарантира включването на българите в преамбюла на Конституцията на тяхната държава. Госпожо министър, в петък съобщиха, източници в Брюксел съобщиха, че Жозеп Борел, върховният представител, би желал междуправителствените конференции да започнат преди Европейския съвет в края на юни. Виждате ли такъв, има ли изглед според вас това да се случи? Целият процес от самото начало е базиран на собствени заслуги на Северна Македония. По никакъв начин не се обвързва с дати. От страна на Северна Македония трябва да бъдат направени ясни конкретни стъпки, които да ни гарантират, че договорът ще започне да бъде изпълняван и ще продължи да бъде изпълняван, както най-вече и да бъдат включени българите в Конституцията. А преговаряте ли с Северна Македония? Имахте ли, например, разговори с вашия колега? Ние с господин Османи общо взето непрекъснато сме в директна връзка. Аз казвам това на него, което казвам и на вас. Всъщност очакваме вече конкретни действия. Това, което ми каза, че обмислят някакви конкретни предложения. Предполагам вече, че ще бъдат формализирани и към Външно министерство. Но струва ли ви се реалистично на вас лично, че до юни може да има пробив, който да промени? Ние сме готови, чакаме Северна Македония да започне процеса на промяна на Конституцията и на изпълнение на договора. Дека Софија останала сама наспроти сите, потврди шефот на дипломатијата Бујар Османи, кој заедно со министрите од регионот имаше работен ручек со европските министри. Недвосмислена поддршката на 26 земји членки, посебно за почеток на преговори за Република Северна Македонија и Албанија, која што покажа пример во однос на руската агресија во Украина и пример во исполнување на критериумите за членство. Останува прашање дали Европската унија ќе смогне сили да постигне консензус, да покаже стратешко лидерство, за да го зачува кредибилитетот на процесот на проширување. Мноштво европски министри пред почетокот на денешниот состанок пратија порака дека стратешка цел на Унијата е отворање на преговори со Македонија и Албанија. Меѓу најдиректните беше шефицата на германската дипломатија Аналена Бербок. Die Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien dann auch im Frühsommer zu eröffnen. Auch darüber werden wir heute gemeinsam weiter sprechen, um das vorzubereiten. Das ist gerade in diesen Zeiten nicht nur überfällig, weil dieses Versprechen seit langem im Raum steht, sondern auch eine zentrale sicherheits- und geopolitische Frage. Меѓу најгласни на оваа тема остануваат балтичките држави. So first of all, when it comes to enlargement, we have to make sure that the negotiations with North Macedonia and Albania have to start immediately. Unfortunately, no country should be able to veto such a strategic decision and hold whole European Union and the whole policy
at a halt. We have long overdue with regard to accession talks with Albania and North Macedonia. Finland, of course, is a great supporter of the European perspective for the Western Balkan countries, and Finland also thinks that it would be very good to start accession negotiation with North Macedonia and Albania without delay. И ставот на Хрватска и Словачка останува ист. I want to say it very clearly. The best signal that we can and we should send out to the Western Balkans is to start negotiations with both Albania and North Macedonia. We need to send strong, clear message, signal of our support to the EU accession of our Western Balkans partner. На тема почеток на преговори со Северна Македонија денеска, освен во Брисел, се зборуваше и во Берлин и во Софија. Бугарскиот претседател Радев во Берлин се сретна со германскиот претседател Штајнмајер и канцеларот Шолц. Радев барал бугарската позиција во однос на Македонија да не стане заложник на украинската војна. Не треба да допускаме легитимацијата на македонизм, на идеологеми од бивша Југославија и Коминтерна да намират място в Европейския съюз, защото те ще имат дългосрочни неблагоприятни последици за Съюза. И затова България като отговорен член на Европейския съюз трябва да работи така, че да интегрира партньори, а не проблеми в Съюза. Во посета на Софија пак денеска беше холандскиот премиер Марк Руте. Бугарскиот премиер Петков по состанокот со Руте излезе со многу поумерена порака отколку онаа на Радев. Българското правителство ясно е казвало, че бъдещето на Северна Македония трябва да бъде в европейското семейство. Няма две мнения по този въпрос. Също това сме казали, че е въпрос сега на конкретни конструктивни стъпки да изминеме този път заедно. И това не е функция на някакви календари или на някакви очаквания. Това е функция на общата работа, която трябва да извървим заедно и когато извървим, нашето правителство ще внесе темата в българския парламент и се надявам, че ще можем в недалечно бъдеще да напреднем по тази тема и европейското бъдеще на Северна Македония да стане факт. Следниот состанок на Советот за општи работи на Европската унија, форум на кој се носат одлуки поврзани со проширувањето, е закажан за 23 мај. До крајот на француското председателство, рок за кој денеска зборуваше и Борел, има уште една сесија на 21 јуни. Минатата година влегле 7% помалку вода во системите за водоснабдување во земјава споредено со 2020-та. Преведено ова значи дека се намалува расположливото количество вода. Но што е уште позначајно, од таа вода што се произведува, на крај само 40% се наплаќа. Каде и зошто се губат дури 60% од произведената вода во земјава? Петар Клинчарски. Двете каптажи на изворот Рашче, сместени под планината Жедан во истоименото село во општина Сарај, се синоним за водоснабдувањето на Скопје. Но како што 360 степени објави уште пред 2,5 години, Рашче веќе подолго време не е единствениот извор за питка вода за главниот град. За непрекинато да има вода во чешмите на скопјани, вклучени се сите расположливи резерви, вклучувајќи ги и 7 бунари од лепени цинерези. Според Емилија Аневска, раководителка на секторот за санитарна контрола во Скопски водовод, состојбата се должи на две причини: климатските промени, односно намалените врнежи и зголемувањето на бројот на жители во Скопје. Во моментов се работи на алтернативни извори кои што се во собственост на нашето предпријатие. Тоа се постоечки бунари кои што се прекинали во минатото да се користат и се работи на процес на нивна ревитализација и повторно вклучување во систем. Тоа се постоечки 3 бунари од бунарскиот систем во Инџиково, каде што се испитува квалитетот на водата од тие 3 бунари со физичко-хемиски карактеристики и од микробиолошки аспект. Но процесот на вклучување на старо-новите бунари во системот е бавен, бидејќи прво мора подолго време да се следи квалитетот на водата.
Истовремено, Скопски водовод од 2013 до 2020 година трагал по нови алтернативни извори за водоснабдување. Од испитувањето на Патишка, Кадина, Мала река и изворот Врело, резултатите покажале дека изворот Врело може веднаш да се користи за вода за пиење. Но за да се случи тоа, потребни се пари кои засега ги нема. Секако дека треба да се барат инвестиции и мислам дека и градот Скопје е свесен за тоа и заедно може да направиме нели за во иднина да ги најдеме овие, тоест да ги ставиме во употреба овие алтернативни извори за пиење на водата. Меѓутоа исто така треба сите ние граѓани да бидеме нели свесни, да покачиме свеста за рационално искористување на водата, да се соочува квалитетот, да се соочува капацитетот на водните ресурси. И тоа е тоа. Само така би можело долгорочно нели да немаме никакви проблеми во водоснабдувањето на градот Скопје. Дали вклучувањето на новите извори може наскоро да стане реалност, прашавме во град Скопје, под чија капа е Скопски водовод. Одговор не добивме. А потребата е повеќе од очигледна што мрашче веќе не е доволен, туку мора да се користат и бунарите. Сепак, поглед во годишните извештаи на водовод и канализација покажува и друга слика. Додека водата се повеќе ја нема, таа и тешко се наплаќа. Лани водовод успеал да наплати само 40% од вкупно произведената вода. Во останатите 60% влегуваат технички губитоци поради истекување, дефекти, нелегални приклучоци, како и големото количество питка вода која се користи за полевање на зеленило и миење на улици. Како што знаеме, поголем дел од водоводната мрежа во градот Скопје е стара и таа е околу 50 на години, претежно е изградена по нели експанзијата на градот после земјотресот 1963 година и тука е разбирливо дека ќе доаѓа до поголем број на дефекти и заради тоа јавното претпријатие Водовод и канализација на годишно ниво издвојува од прилика околу 100 милиони денари за да се врши замена на стара мрежа со нова мрежа, исто така и за санација на овие дефекти. Секако дека може и поголема вредност да издвојуваме, меѓутоа сепак тоа представува голем трошок за нашето претпријатие. Скопје не е единствен град кој се мачи со обезбедување вода за пиење. Така и во Куманово, чии граѓани примарно се снабдуваат од акумулациите Липково и Глажња. Во одредени периоди од годината сепак, тие не се доволни за редовните потреби. Целокупната количина на вода што е потребна за градот Куманово ја зема од водостопанство, односно од овие два објекта, браната Глажња и Липково, додека во зимскиот период, кога е исклучен бајпасот, користат бунари. Тоа се случува само кога нивото на Глажња и на Липково е намалено, за да ја чуваме водата во летниот период. Илиевски објаснува дека од браните со кои стопанисува водостопанство се испуштаат 230 литри во секунда, а низ цевките до Кумановскиот водовод се губат 10 литри во секунда. Кога водата ќе влезе во системот на Кумановскиот водовод, губитоците се далеку поголеми. Лани биле 55% од вкупно произведената вода. Виновници се старата мрежа и дивите приклучоци, вели директорот Стојмановски. Заменивме некаде околу 9500 водомери кај домаќинства со електронски водомери, 500 водомери кај правни лица. Со што во тие делови на градот каде што ја извршиме замена на водомери, имаме намалување на загуба некаде до 12%. Значи тоа многу помогна во тој дел. Во склоп на истиот проект имаме добиено и опрема за детектирање на дефекти на водоводна мрежа, геофони, геокорелатори, кои што ги користиме во моментот. За одржување на водоснабдителните системи се потребни инвестиции кои се скапи, потенцира Илиевски, а од друга страна, јавните претпријатија се соочуваат со апсурдни ситуации, бидејќи ресурсите со кои стопанисуваат воопшто не се во нивна сопственост. Ниту една брана во Македонија нема имотен лист да е на Министерство за земјоделие или пак на водостопанство. Ако ги погледнете овие површини што се под водата, на катастар ќе ви излезат се уште на физички лица. Тогаш е направена експроприација, не спроведена до крај. Водостопанство нема такви средства за да може да инвестира или пак да ги пренамени земјиштето. Правиме некои проекти да поставиме фотоволтаици овдека, значи над водата,
ви треба дозвола за градба од Министерство за транспорт и врски. Министерство за транспорт и врски ви бара имотен лист, да е ваша собственост. Кочани не е близко до Скопје и Куманово, но проблемите се слични. И таму загубите се големи поради застарени водомери, кражба на вода и неконтролирана потрошувачки во некои маала, која не се наплаќа. Градот се снабдува со вода за пиење преку бунарски систем, која 2 пати се препумпува поради големата висинска разлика. Потоа се третира во фабриката за вода и се спушта во цевководите која ја носат во станицата за пиење. Досегашните искуства покажуваат дека некои посериозни рестрикции нема, освен во кога се појавуваат некои екстремно високи температури и кога недостасуваат, односно нема врнежи, како што беше, да речеме, минатото лето. Знаете, плюс и ситуацијата која што беше колку зафати Кочани со пожарите. Се намалува издашноста на изворите тогаш? Па, во дел да, малку се намалува, меѓутоа само тогаш правиме рестрикција од причина што поради високите температури водата почесто, односно граѓаните почесто користат вода и доаѓа до пад на притисокот и одредени зони остануваат без вода. Ваквиот чекор, тврди Иванов, е повеќе превенција отколку реална опасност дека ќе снема вода за пиење, но загрижува што само 30% од произведената вода на крај и се наплаќа. Сега инсталиравме нов дел од потисниот цевковод кој што иде од Грдовски орман, беше заменет километар и 300, сега е заменет уште 2 километри и 200, веќе се осеќа и изголемување и на протокот со да речеме значително намалена потрошувачка настроја поради тоа што цевководот е нов, на него нема наслаги и да замениме дел од водомерите, да старата и дотраена канализациона мрежа во деловите кај што има почести дефекти, веќе вршиме и замена на тие линии, скроз цели линии, да барем она што сме во рамките на нашите можности да загубите на вода ги сведеме, односно ги намалиме. Иванов во моментот е ВД директор на предпријатието, но и председател на управниот одбор на Сдруженијето на даватели на комунални услуги, во кое членуваат 15 јавни предпријатија. Од таа позиција, Иванов смета дека државата мора да направи национална стратегија за отстранување на проблемите со кои се соочуваат предпријатијата. Сме секогаш отворени за соработка со владата, значи да ги видиме нивните размислувања кои се во тој правец, да седнеме на заедничка маса, да се направи некоја стратегија, се со цел, како што кажавте вие, да не се доведеме во ситуација да имаме вистински рестрикции на вода во периодот кој што следи. Процентот на неприходувана вода е еден од клучните параметри преку кои се оценува успешноста на работата на давателите на водни услуги. Според извештајот на регулаторна комисија за енергетика во 2021 година, процентот на неприходувана вода изнесува 60,46%. Тоа значи дека се наплаќа само околу 40% од произведеното. Најголеми губитоци, со над 70%, има во североисточниот и Полошкиот регион. Следуваат источниот и Вардарскиот регион, каде не се наплаќа меѓу 60 и 70% од водата. Во Скопскиот, југозападниот и југоисточниот регион, губитоците се помеѓу 50 и 60%. Ситуацијата е најдобра во Пелагонискиот регион, каде не се фактурира околу 49% од водата. Но и Пелагонискиот регион е далеку од стандардите на Меѓународната асоциација на води, според која прифатливи загуби на вода за пиење во водоводните системи се до 30%, односно двојно помалку од актуелниот процент на неприходувана вода во земјава на национално ниво. А додека 60% од произведената вода се губи, се намалува и самото производство. Според регулаторна комисија, лани имало речиси 7% помалку вода која влегла во системите за водоснабдување, споредено со претходната 2020 година. Со руската инвазија на Украина, прашањето за домашното производство на пченица одново добина актуелност. Владата понуди дополнителни субвенции за да стимулира зголемување на овдешното производство, од кое се задоволуваат само 30% од потребите за производство на брашно на годишно ниво. Не дека не се произведува повеќе пченица, но дел од неа се користи за лични потреби и за добиток, а и за мелничарите беше поисплатливо да увезуваат зашто домашната ја бие глас дека не е баш најквалитетна.
Може ли нешто да се помести сега кога најголемите извознички во светот се во војна? Од сторијата на Галена Николовска-Ризвановиќ. Putin is blocking hundreds of ships filled with wheat in the Black Sea. So the consequences will be felt from Lebanon, Egypt and Tunisia to Africa and the Far East. And I call on Putin to let those ships go. Otherwise, he will not only be responsible for war and death, but also for famine and hunger. Let these ships go. Оваа порака на председателката на Европската комисија може да се слушне речиси секој ден и од различни организации. Причината е што Русија и Украина се две од најголемите држави извознички на пченица, вештачки ѓубрива и други основни суровини за производство на храна во светот, а Русија е под санкции затоа што ја напаѓа Украина. Кризата се чувствува и во земјава, па владата понуди стимулации за да се одгледува пченица. На земјоделците им понуди државна земја за да садат житни култури, но и пари. За секој хектар пченица земјоделски површини земјоделците ќе добиваат 4000 денари за вештачко ѓубриво и ако остварат принос од 4000 килограми по хектар добиваат дополнителна субвенција од 5700 денари. Овие мерки тежат 6,5 милиони евра. Фармерите засега се задоволни, но не се убедени дека тоа ќе биде доволно ако пченицата на крај се откупува ефтино. Значи ние како земјоделци ако не добиеме цена која што треба да го имаме, следната година мислам дека во Македонија ќе нема производство на пченица. Останува уште месец и половина до почетокот на жетвата на пченицата, житарка од која се добива леп и многу други производи. Во Овчеполе, втората по големина житница во земјава, ова е период во кој земјоделците и комбинатите привршуваат со ѓубрењето, прихраната и заштитата на семето од болести. Но годинава, многумина немаат пари за сите работи. Нема ѓубре, не е фрлено ѓубре, скупо и тешка работа. За пченицата многу е слаба сега моментално. Предходни години поевтино беше ѓубрето, фрлеше се ѓубре, нафтата поевтина беше, изоре се 2 пати, 3 пати се изоре, па испадне нешто. Па гледај, убаво овдека е таква почвата. Нема житата толку, губаво жито 2,5-3 тона роди повеќе, тешка работа. Освен скапото ѓубриво, хроничен проблем на земјоделците од овој крај со години е сушата. Без доволно вода, житните култури се потешко успеваат. Затоа професорот Дане Бошев од Земјоделскиот факултет во Скопје препорачува да се внимава и при изборот на семенски материјал. Тој патентирал своја сорта на пченица, наречена зикава зонија. Од едно зрно се добиваат повеќе растенија. Да не става многу семенски материјал, туку од едно зрно да ми направи многу растенија. 1, 2, 15, 16, 17, 18 братимки. Као 18 зрна да сте ставили. И доста е високо е. Гледайте до кај е фазата си. За пченицата да има добар род, вели Бошев, неопходни се поголеми стратешки зафати, како на пример систем за наводнување. Најкритични моменти се секако месеците април и мај, каде што пченицата се наоѓа во фазата на вретенисување, класење и формирање на зрното. Каде има, но Северна Македонија сега нема време да гради системи за наводнување за да се надева на подобар род на пченицата. Најверојатно затоа мерките се насочени кон постигнување краткорочни резултати, преку субвенции за ѓубриво и за принос од хектар. А годишно на земјава и се потребни 330.000 тони пченици за домашниот пазар. Според податоците од Државниот завод за статистика, 2005 година е последната кога со домашно производство е достигната потребната количина. Мало приближување се забележува во 2016 година кога имало 306.000 тони, додека во просек има драстично помалку. Од 2018 година производството на пченица се движи околу 240.000 тони, заклучно со лани кога имало 243.000 тони. Од потребните 330.000 тони, околу 250.000 тони се за производство на брашно. Остатокот е за домашни потреби и за добиток. Но млиновите најчесто откупуваат само мал дел од пченицата произведена дома. Вообичаено, ниско се цени квалитетот на домашната пченица.
Пак кусокот редовно се надополнува с увоз на пченица или готово брашно од соседните земји, најчесто од Србија. Тамошните житници пред се во Војводина имаат далеку поголем принос по хектар отколку македонските. Токму затоа увозната пченица доскоро беше далеку поевтина. 2012 година ние како мелничка индустрија, целосна мелничка индустрија, имавме откупено 168.000 тони пченица, значи како мелничка индустрија, која е, да кажеме, доволна негде 65% од потребите на државата. Значи збориме домашна пченица. Од тогаш навака ние не купуваме повеќе од 70, од 65 до 80.000 тони годишно, значи како мелничка индустрија, што ги задоволува 30% потребите на нашиот пазар и на државата. Тоа што е Србија во регионот, Украина и Русија се во Европа, па и светот кога е во прашање извозот на пченица и на вештачки ѓубрива. Поради војната и санкциите веќе е јасно дека ќе има недостаток, а таму каде што ја има, логично е се поскапа. Цената на пшеницата во Србија е веќе зголемена за 25 евра по тон. Тоа е негде, би рекол, помалку од 10%, 8%. И тенденцијата е се уште да се зголема, затоа што и побарувачката е таму зголемена од другите држави што се наоколу, значи и од Италија и од околните држави. Така да и во овој момент, за овие наредни 2 месеци, 3 до жетвата, ќе имаме зголемување, значи на набавките на суровините. Што значи ако е таму зголемено 10%, нормално од сегашните цени ние што ги имаме, значи секако ќе се зголема за 10 до 20%, затоа што во нашето производство на брашно ние не зависиме само од суровината, туку и зависиме 100% од цената на електричната енергија. За производителите на пченица во земјава, најголем проблем во моментов се цената на горивата и на ѓубривото. Ланската година, 2021, во јануари, значи една вреќа, вештачко ѓубриве кошташе 680 денари. Кога дојде време негде 5-6 месец, стигна до 900 денари, а сега е 3200 денари по вреќа. Мемет Синани од Федерацијата на фармери вели дека се задоволни од субвенциите за ѓубривото и за произведената пченица. Понудата да се садат житарки на државно земјиште сепак не е толку атрактивна. Јас спаѓам во Полошки регион, овде нема. Во другите региони, кажа министерот дека има негде 6000 хектари земјиште кое ќе се дава. Меѓутоа многу парцели се во средина на други дадени парцели кај што нема ни пат, нема пристап. Не може да носи вода, не може да носи со трактор да влези. Меѓу најважните работи за производителите е цената и начинот на кој млиновите ќе им ја откупуваат пченицата. Ако бидат неповолни, велат нема да има никаква фајда од субвенциите. Пшеницата е стратешки производ заштитена со закон. Тука треба да интервенира државата и во цена. Нас како земјоделци, со сите параметри направени, од првоорање до транспортот во млин не кошта 22 до 23 денара. Во законот вели плюс 25% заработка за земјоделец. Па сега нека прат математика колку би ни дошло нас да ја продадеме. Како ќе се справи државата со предупредувањето на земјоделците ќе се види во следните неколку месеци. За сега, владата говори со оптимизам. Државниот советник во Министерството за земјоделство Трајан Димковски вели дека се прави се за поттикнување на домашното производство. Во последни 5 години имаме постојано намалување на увоз на пченица, што е добар показател. Но и намалување на производство. Ако го погледнеме производството, повеќе или помалку се држи на некаде 250 до 270.000 тони. Кога зборуваме за производство, секако зависи и од временските услови, бидејќи е на отворено, но исто така и само еден податок дека само 16.000 хектари од вкупното производство што го имаме се користи семенски материјал, односно сертифицирана семенска пченица. Димковски се согласува дека многу причини во минатото влијаеле на намалениот интерес на земјоделците за одгледување пченица, но верува дека новите мерки ќе ги мотивираат и ќе помогнат за зголемување на приносот. Нашиот план е барем за 3 години доколку го зголемивме домашното производство за некаде 30 само во принос изборуваме за 500 килограми, тоа е некаде, ако имаме просек до 3 тони, само 20%, а тоа може да се зголеми само користење на семенски сертифициран материјал со оптимално фрлање на вештачките ѓубрива,
можно е тоа да се постигне, за да може да дојдеме до некаде до 30.000 тони во наредните 2 до 3 години, тоа се нашите очекувања. До овој момент на огласот за државно земјиште за садење житни култури во ресорното министерство пристигнале над 200 апликации. Платежната агенција пак примила речиси 2500 апликации за субвенции за ѓубриво. Од нив повеќе од половината, односно 1651, се за пченица. Власта најавува дека новите мерки за субвенции ќе продолжат на подолг рок, а ефектите може да се очекуваат од наредната година. За ова се чини останува старата "што си сеел, тоа ќе жнееш". Овде ќе направиме уште една пауза за реклами, а по неја ќе видиме новата саботажа. Примадоната од градски парк ги доведува во непријатна ситуација дури и оние кои црвство застана и жестоко агитираа за нејзиниот избор. На 2 седници наменети за советнички прашања кон неа, таа не само што не се појавува, туку го остава председавачот да наоѓа оправдување за нејзината несериозност, дури и кон избраниците на граѓаните на Скопје. Господите градоначалник е уредно поканета, немам информација во врска, мислам нема информација дека нема да дојде. Ја очекуваме. Добивме одговор на поставеното прашање нели за евентуалното присуство на градоначалникот на оваа седница. Навистина имаме услови за поставување советнички прашања, не мора да бидат адресирани единствено до градоначалникот. За разлика од неа, лидерот на партијата кој застана зад неа е соживеан во улогата на мизансцен на промоцијата на активностите на градоначалниците од неговата листа. Тие дури не забележуваат дека им дише во вратот, па погрешка се случува посочувајќи зад нив и него да го представат како експонат во објектот што го представуваат. Сега го гледате она позади нас, тоа го крстивме музеј на љубовта и уметноста, затоа што овде ќе се случуваат бракови. Салата за венчавки веројатно би можела да функционира и како оделение за матична евиденција од кога новинарите ќе решат да ти го сменат името и да те викаат како што им е по волја. Не преостанува ништо друго, освен да си го адаптирате во согласност со нивната интенција. И сега мислам дека се сечавате, се работи за Диме или Димитар Букетов. Димитар. Ево, гледате, Диме или Димитар Букетов. Димитар. Ево, гледате, Диме. Со оглед на блискоста може би е во ред, но телевизијата не трпи импровизација. Таа е пред се слика која треба да го покаже тоа за што се зборува, или барем да биде во одредена мера адаптирана на тоа барање. Оваа рекреативна прошетка се реализираше на релацијата од градскиот плоштад до местоста викана Гоцева шума, при што се користела земјената пешачка патека од десната страна на коритото на Кочанска река. Според Стефановски, заинтересираноста е одлична, односно денеска биле присутни околу 120 учесници. Тоа што никој не виде ништо од тоа што требаше да биде рекреативна прошетка, туку на лента се нижеа празни улици. Може би и да се должи на фактот што локалните власти имаат толку измазнето одгоре, што се фатиле да решаваат некои посериозни проблеми. Се инвестира некаде околу 2 милиони денари под земја. Се зафативме на овој дел во градот темелно да ги решаваме проблемите. И на крајот, Штипското подземје може би еден ден и темелно ќе се реши, ама за некои работи е потребно малку повеќе. Оваа состојба никако не смее да се стави во пасивна форма, бидејќи проблемот може да биде уште поголем. Измешаните плурално сингуларни форми и состојбата на пасивност со отсуство на активен ангажман продуцира сериозни консеквенции. Квалитетот и знаењето не се стекнуваат со просто престекнување на скалилата, колку и да тие водат кон некој имагинарен врв. Ви благодарам што бевте со 360 степени. Следуваат вести на македонски налсат, останете и погледнете ги. Ние повторно се гледаме в петок од 22 часот. Во овој термин. Пријатно.